Клиничката биоинформатика представува нова научна дисциплина која што го подразбира телото како телесен суперкомпјутер. Што значи тоа? Дека постојат влезни и излезни сигнали од сите клетки и дека клетките меѓу себе комуницираат и сите податоци за сето тоа по принципот на компјутерите оди во десната хемисфера на мозокот. На тој начин сите податоци за работата на мозокот, односно на сите делови од телото, се сакумулираат во мозокот. Во 1988 година, со помош на слушалки, практично е возможено да тие сигнали се соберат, префрлат во компјутер, а потоа и обработат. На тој начин ние добиваме податоци за општата здравствена состојба преку слушалките кои што се наоѓаат кај човекот. Тоа најмногу личи на состојбата која ќе одите на автомеханичар и вашиот автомобил кој ќе го приклучат на борд компјутерот на штекот и ќе ви речат светичките или ово оно нешто не се во ред. Ова е сосема нов концепт на пристап во диагностика, а понатака дава можности лекување и тргнува од податокот дека сите клетки во организмот осцилираат. Тоа го рекол Ајнштајн. Здравите клетки со една осцилација, болните клетки на друг начин. Со пренесувањето на сигналот се создава шум за клетките кои што патолошки осцилираат и со детекција на тој шум може математички да се пресметува за кои типови на болест се работи, какви типови на болест, па дури и да се лекува со обратен контраудар, каде што практично фреквенцијата со спротивен смер ќе исправа патолошката фреквенција. Ова за прв пат е применето кај космонаутите во Вселенската станица Мир, каде што година дена тие седеле во безтежински услови, имале здравствени проблеми и не знаеле како, на кој начин да одредат приоритет на оние кои што треба да се повлечат на земјата. Бидејќи на 3 месеци доаѓа брод што ги снабдува, а внатре се 4 космонаути. Кого да земат и кого да префрлат долу. Следниот доаѓа по 3-4 месеци. Со примена на ова метода е овозможено практично да се направи скрининг и детекција на здравствената состојба. Потоа, во последните 15 на години, веќе почнува пошироко да се користи во светот. Целта на ова излагање денеска е да запознаеме практично колегите со можностите на оваа техника во диагностиката и во терапијата. Моје мислење е дека ова представува пристап на медицината на иднината.